Одржувањето на чиста и здрава животна средина е сечија одговорност и токму затоа по пожарните нашити на природата потребно е ново посадување на садници за да се добие здрава еколошка средина. Врз основа на ваквата ситуација, граѓаните на Штип велат дека е неопходно ново посадување се со цел да се подобри квалитетот на воздухот и додаваат дека покрај постарите активно треба да се вклучат и младите. 5 години социјалците помош земат. Сите невработени, пензионери кои сака, сите доат да садат садници. На времето у Југославија имаше доброволни акции. Нека се направат, нека се посадуваат. Вработените по администрација, сите. У месецот 2 пати нека по 2 дена нека одат на пошумување. Кога претежно е есенски или период е добро да се сади? Најдобро, стручњаците си кажат, ама есенскиот дел мислам дека е најдобро. Боровата е лесно запаллива и лесно горлива. По штипскиот дел зборам, багремо е најдобра работа затоа што и као огрено дрво ќе се користи и убаво е за другата, за пчеларите, за сите тие. Треба да се садат, ама треба вие младите да садат срцка, не ние старите. Пак ќе помогне ако засадат, ќе помогне ако нема такви, ако нема такви, пак ќе биде добро. Ако има такви ќе запалат па и тогај. Да, се е подметнато. Или цигаре фрлено, или намерно те што ги фанаат тие со бензин. Не може така да се запаля, одејќи нека се запаля. Треба да се садат дрва, без дрва не бива. Треба за огрев, треба за прочистување на воздухот, за гадење воздух. Особено па сега со овие пожарите, ептен. Абе и младите и пензионерите, кој е помлад пензионер, здрав, треба. У државата ја не памтам да се е садило пред Титово време дрва. Ја не памтам никаде. Но там негде ковче полетија борчина што и садија, ама тоа е па негде 80-те години како што памтам ја. А не че завијат 32 години како што е Македонија, не сум чул, не сум разбрал дека садат дрва. Тоа на секој чекор, ја гледате по телевизија што се работи, крадат, палат. По големата наштета од пламените јазици, граѓаните пред камерите на имне телевизија истакнаа дека е неопходно воведување на строги казни се со цел да се намали на штетата на природата од страна на човековиот фактор. Треба да затвори го тамо 5 години, не му дава ни лепни вода. Строги казни. Казни парични не. Или 10 години затвор. Треба да се казнуват. Строги казни. Тоа не е убаво што се прави. Како тоа? Цела Македонија изгоре толку дрва, па и не може да изгаснат пожарите. И затворските казни да ги качат за подпалувачите, за дрвокраците, за сите тие, затворските казни до максимум да ги качат. За да имаме здрава планета за здрави поколенија, неопходно е да одржуваме чиста почвата, водата и воздухот. За жал човекот во денешно време со своите активности ја менува природата и ги загрозува природните ресурси.